Учениците од основните и средни училишта денеска беа дел од надпреварот по прва помош кој се организираше во Штип. Целта е младите уште од мали нозе да се стекнат со основни знаења за првата помош. Надпреварот се организира неколку години поред од страна на Црвениот крст Штип, па учениците имаат можност да покажат како се делува во итни случаи при повреди и слично. Надпреварот се спроведува низ една траекторија со 3 работни бази по првата помош, една од спортско-рекреативен и забавен карактер, катче за ментално здравје, како и квиз за дисеминација. За успешна реализација на надпреварот ангажирани се судии, ангажирани се шминкери, како и голем број на волонтери за логистичка поддршка на надпреварот. Со надпреварувачки дух и интердисциплинарен пристап, денес ќе им овозможиме на младите да се запознаат со вештините за првата помош, која што спасува живот. Праксата покажува дека се повеќе младите се вклучуваат во активности и настани преку кои учат како да пружат прва помош во дадена ситуација. Дали станува збор за психолошка помош, брза помош при изгубена свест или само повик на 194, сепак реагираат во итна ситуација. Првата помош, како што реков, е животна вештина. Значи секој кој што и се нарекува прва помош, бидејќи овде помагаат учесници кои се наоѓаат на лице место на повредите. Значи мораме сите оние кои што ќе се најдат на местото на повредата да дадат помош. Лично треба да се знаат како да се делува при итни ситуации. Пример, загуба на свест, загуба на работа на срцето, загуба на дишењето. Сите овие се витални функции кои што мора постојано да бидат присутни во еден човечки организам и така да мора веднаш да се реагира. Обилно крварење, скршеници, шокова состојба, удар од електрична струја, задушување со страни тела, сите овие повреди се итни повреди кои што мора веднаш да бидат третирани. Учениците од основните и средни училишта сметаат дека ваквите надпревари се од големо значење и токму затоа се дел од нив. Учат како да пружат прва помош во итни случаи и кога тоа е најпотребно. Ние секоја година редовно се пријавуваме на надпреварот по прва помош, бидејќи сметаме дека вештините на Црвениот крст или на самата прва помош се многу потребни во секојдневниот живот. За нас, односно за сите учесници овде, ние сметаме дека првата помош е нешто многу важно во животот, затоа што тоа е мало нешто што понатаму може да спаси нечiji живот и затоа ги поттикнувам сите млади да се вклучат во обуките на Црвен крст за прва помош. Екипата од средношколци која ќе победи денеска ќе продолжи на регионален надпревар по прва помош кој ќе се одржи на 17 мај во Скопје.